Ова е видеопаство како се пополнува електронскиот систем за легализација на објекти. Во полето Search го пишуваме бројот на предметот или името на странката која што го поднела предметот. Во случајов кога пишуваме бројот 960, ќе го добиеме бројот на Радивој Петровиќ. Ова, како што гледате, е празно, непополнет формулар. Има повеќе полиња. Во полето КП, КО и телефонскиот број се полиња кои што не би требало да ги менуваме и си стојат како што биле првично пополнети. Во полето статус може да одберете каков е моменталниот статус на предметот. Значи, доколку донесете заклучок за прекин, предметот ќе кликнете дека е прекинат. Доколку е кај вас и треба да го работите и е кај вас на биро, ќе кликнете се работи. Доколку предметот е дополнет и не е доделен на никого да го работи, исто е во посебна кутија назначена за ваков тип на предмети, тогаш ќе кликнете дека предметот е за работа. Доколку предметот сте го пратиле во катастар за излагање, односно нема имотен лист, има пописен лист, тогаш ќе кликнете дека предметот чека излагање. Ако добиеме повратно од катастар дека предметот е решен и дека парцелата изложена, го известуваме странката за промената и чекаме нов имотен лист. Тогаш кликаме дека статусот е известен за нов имотен лист. Доколку сме донеле заклучок за уплата на надомест, тогаш кликаме дека статусот на предметот е чека уплата. Доколку фалат слики и треба објектот да биде сликан, тогаш статусот се става дека е за сликање. Проблематичните предмети се предметите кои што се кај мене на биро и имаат некои нерешени имотно-правни односи или се наоѓаат или се предмети за кои што законската регулатива не е дефинирана. Имавме предмети кои што се решени, имаат решение за легализација, меѓутоа не се уплатени. Овие предмети се веќе евидентирани, мислам дека ова нема да ви биде потребно да го чекирате никогаш. Доколку предметот е решен и е подпишан, преку тетрадка се дава во предната канцеларија и во тој случај кликаме дека предметот е во едношалтерскиот. Од едношалтерски, доколку предметот е пренесен во кутиите во архива, тогаш кликаме дека предметот е во архива. Овдека треба да се селектира кутии за тие предмети кои што немаат геодетски елаборат и се прекинати и се наоѓаат во кутиите веднаш до влезната врата. И доколку предметот е кај од некоја причина сте ми го дале мене, тогаш пишувате статус Александр. Во полето дата статус пишувате кога сте го промениле статусот. Например, ако предметот сте донеле заклучок за прекин, сте кликнале дека статусот е прекинат и тоа сте го направиле денес, тогаш кај дата статус кликате today, значи со денешна дата. Овдека кој референт се пишува, кој референт го работел предметот, односно кој го донел заклучокот за прекин или некој друг акт ако е донесен, и дата. Овдека се става датата на која што референтот го земал да го работи предметот. Во забелешка се пишуваат сите забелешки кои што се однесуваат на предметот, а се релевантни и треба да бидат достапни во секое време. Во полето комплетност на предметот имаме од левата страна кои документи странката ги поднела, се чекираат, тоа е како еден потсетник, значи имотен лист, лична карта, сметка или доколку нема сметка од струја или вода и соодветна изјава заверена на нотар, административна такса 250 денари, дали има слика од објектот, дали е записникот потпишан од комисијата од сите членови. Само доколку е потпишан од комисијата од сите членови, тогаш го чекирате ова. Дали е платен надоместокот, односно дали има доказ за уплата, колку пари треба да уплати странката, да речеме 3500 денари, дали е CD-то преснимено на компјутер,
дали е данокот платен или странката е информирана дека треба да го плати данокот и колку метри квадратни е објектот. Во десното поле поднесени документи, за да го пополните ова поле треба да го отворите соодветниот предмет кој што сте го работеле. Во случајов ќе отворам друг предмет и во ова поле треба да ги ископирате документите кои што странката ги доставила и да ги ископирате во ова поле. Сега во ова поле значи треба да се наведат сите документи кои странката ги ставила и овдека и во урбанистичката согласност и во решението за легализација. И во решението за легализација, значи во поднесени документи треба да има сите документи кои странката ги доставила. Значи ги копирате само овие документи кои што барателот ги доставил со барањето. Тука треба да пишува и на која дата се донесени. Во полето, во табот акти се пишуваат датите на актите кои што сме ги донели. Например, доколку сме носиме заклучок за прекин, ја ставаме датата на која што заклучокот за прекин е донесен. Доколку имаме повеќе заклучоци на прекин, ако имаме стар заклучок за прекин, па потоа е повторно донесен заклучок за прекин, уште еднаш го внесуваме кога сме го донеле новиот заклучок за прекин. Доколку се во полето дополнен на предмет ставаме кога предметот бил дополнет. Во вториот дел од овој таб, значи тука имаме доколку сме имале лист со незапишани права и сме го пратиле на излагање во катастар, пишуваме кога сме го пратиле до катастар на излагање, кога сме добиле повратно од катастар дека парцелата е изложена и кога сме известиле странката дека треба да донесе нов имотен лист. Доколку имаме решение за промена на барател, тука се става на која дата сме го донеле решението за промена на барател. Тука се става датата за кога е заверен записникот за увид на терен, кога е заверена урбанистичката согласност, заклучокот за плаќање на надомест, кога е доставен заклучокот за плаќање на надомест и кога е извршена уплатата, односно со која дата е уплатницата, кога е донесена уплатницата за извршена уплата за надомест за легализација. Понатака имаме кога е на која дата е донесено решението за утврдување на правен статус, кога решението станува правосилност, кој референт го донел решението, кога е доставено решението. Овие полиња ќе ги пополнува во иднина предната канцеларија. За сега ги пополнуваме ние, оделението за урбанизам. Доколку има заклучок за исправка на грешка, ставаме кога е направен заклучок за исправка на грешка, кога е доставена исправката на грешка и доколку има жалба по однос на предмет, датата кога е донесена жалба на предмет и тука може исто да се става забелешки во однос на издадените акти. Од кога ќе бидат внесени потребните податоци, значи после извршената промена во статусот на предметот, значи кликаме на Next Record, доколку имате нов аксес, тогаш ќе ве праша дали сакате да ги зачувате измените, кликаме Yes, и ако се вратиме повторно на истиот предмет, ќе видиме дека податоците се зачувани и податоците се зачувани во централниот систем, доколку што имаме пристап сите кои што работиме предмети за легализација. Значи полето комплетност и се пополнува секој пат кога се прави промена и кога има промена во однос на поднесените документи, а полето
И полето акти секој пат, значи, кога ќе направиме одредена промена, значи кога ќе се донесе некој нов акт, треба да се евидентира таа промена во системот. Овие дати се потребни заради водењето на уписна книга електронска, значи уписната книга електронска за кој што се уште не е пропишан образец, сигурно ќе ги содржи сите елементи од Законот за општа управна постапка, односно уписната книга не е ништо друго освен книга во која што се опишуваат дати на издадените управни акти. Тоа е накратко, па и надолго се што треба да се знае за електронскиот систем за евидентирање на предметите за легализација.